Добре дојдовте во За или против. Јас сум Љупчо Светановски. Имам чест вечерва мој гостин да биде доктор Игор Мерџановски, директор на клиниката за травматологија, дел од кризниот штаб. Добре дојдовте. Благодарам за поканата и добро ве најдов. Докторе, вие бевте од самиот почеток на Кочанската трагедија таму. Значи, да почнеме буквално, ако можеме, од почетокот, како што се случуваше. Буквално, кој го направи првиот повик на таа кобна вечер, 16 март? Како започна всушност, еве, за вас, моментот на Кочанската трагедија? Да ги разјасниме, да се обидеме работите, како се одвива, за да нели се спасат и толку животи, како што е било? Па телефонскиот повик, еден од најтешките телефонски повици кои што сум ги добил во мојата 20 и неколку годишна кариера како лекар, беше во неделата, сабајлет околу 3 часот и 5-10 минути, не знам точно. Добив повик од раководителот на ургентниот центар дека е случена трагедија. Најмногу што ме вознемири е тоа дека има и починати на лице место, така започна целата приказна, да не кажам, почетокот на мобилизација на целиот здравствен систем во врска со оваа трагедија. Како се одвиваше натаму? Еве, го добивте повикот, како функционираше потоа? Функционираше ли системот кој што треба да функционира околу оваа работа? Системот се покажа дека функционират. Системите помеѓу себе беа поврзани во целата оваа мисија, да ја кажам, или трагедија. Изразувам големо сочувство до сите фамилии кои што на некој начин се во оваа трагедија засегнати, поготово на починатите, а на овие кои што се повредени, мислам дека ќе успееме да ги вратиме сите живи и здрави дома. Амин. Настана после јавувањето, прво ги алармирав раководителите на Карил, се јавив кај директорот на Тоари Луц и полека се мобилизиравме према болница. Во меѓувреме добив повик од Министерството за внатрешни работи, со кој што пред околу нецели 2 месеца имавме вежба направено, која што ги кохезиравме и ги воспоставивме врските кои што долги години наназад не беа воспоставени врз искуството на неколкуте несреќи кои што се случија во нашата земја и каде што системите не беа поврзани. Од еден состанок на стручниот колегиум кај нас на клиниката за травматологија и ургентниот центар, интензивно лекување и ортопедија, донесовме некој си заклучок дека можеби е паметно, а најмногу од раководителот на ургентниот центар, да се направи една вежба, затоа што од време на време наидувавме на одредени пропусти и кохезираност на системите кои што се засебни, но за да функционираме како целина во вакви кризни ситуации мора да се направи некоја си вежба која што на некој начин ќе ги види недостатоците кои што настануваат при згрижување на повредени при трагични настани. Ја направивме вежбата, координатор беше Министерството за внатрешни работи. Мислам дека вашата телевизија беше инволвирана исто така во целата вежба. И имавме брифинг, вежбата помина добро, ги усогласивме некои недостатоци и за 2 месеци нецели ни се случува истава трагедија. Битно е што таа вежба се одржа, како што кажавте и самиот, можеби десетина години такво нешто не се случило. Еве сега имавте, да не речам, генерална проба на сите да бидат нели во тек за она што се случува. Битно е што имаше вежбата, да? Точно, јас не памтам дека до сега таква вежба е направена. Среќа во несреќа. Да, среќа во несреќа за целата работа. Ние, ја и порано како вработен во Министерството за внатрешни работи, како лекар во специјалната единица
за брзо распоредување. Ние имавме такви вежби во времето и мислам дека иницијативата што ја поднесовме за да се направи оваа вежба ни беше од многу голема корис за целата оваа трагедија што ни се случи на нас. Чија беше иницијативата? Иницијативата беше заедничка на раководителот на ургентниот центар, доктор Дејан Здравковски, потоа беше моја и така заеднички пренесовме нели и до директорот, па потоа се поврзавме со Министерство за внатрешни работи. Координацијата ја правеше владата на Република Македонија. Да не заборавам да кажам дека координаторите кои што се координатори за здравството имаат многу голем удел за оваа вежба, ни дадоа зелено светло и не помогна максимално за да оваа вежба се направи и да ги видиме сите недостатоци во системот. Ние веќе имавме и брифинг, и медиумите ги запознавме за таа вежба и за недостатоците и не успеавме во тој рок од 2-2,5 месеци нели да смениме нешто во тоа, но па спрегите помеѓу системите ги направивме да бидат вистински и многу јаки. Како се одвиваше работата натаму, да го добивте повикот, како течеше натаму целата активност? Веќе во 3-3,5 часот почна да ги носат дел од повредените со приватни возила, родителите. Тоа беа пациенти кои што на некој начин не биле многу тешко повредени. Во меѓувреме се активираше брзата медицинска помош, итната медицинска помош, која што со цел свој потенцијал беше присутна таму, пожарникарите. Што се случувало таму не можам да кажам, јас можам да кажам дека сите пациенти кои што беа донесени од Кочани и од Штип беа добро згрижени, триажирани добро и сите ни ги донесоа, значи во параметри кои што здравствени параметри кои што нас само ни ја подобрија можноста да ние ги излекуваме и да ги лечиме, да влеземе во другиот степен на триажа и да ги згрижиме во нашата болница. Во некаде 3,5 часот ја веќе бев упатен во Министерството за внатрешни работи, каде што сум член на кризниот штаб од Министерството и од таму почна првата координација со тоа што почнавме да ги распределуваме пациентите по итнос, дел на клиничката болница кај нас Мајка Тереза, во 8 септември и во градската општа болница. Тоа беа пациенти кои што ги префрлавме од Кочанската болница и од болницата во Штип. Каква беше реакцијата на лекарите при вакво нешто, на целиот персонал? Се екипираа ли набргу, дали доволно брзо? За 15 минути веќе имавме околу 30 до 40% од персоналот. За еден час цела болница беше мобилизирана. Како би ги оцениле, бидејќи тоаш беа вклучени сите служби на итна помош од целата држава, да не речам, оние најблиските и се, дали и тие брзо реагираа доволно? Имам информација дека многу брзо се мобилизира целата држава во врска со овој трагичен настан. Имам информација дека нели имаше и хеликоптери. Кој се беше вклучен во оваа спасувачка акција? Значи целокупниот систем, владата на Република Македонија го координираше целата ова акција за згрижување на повредените од Кочани, Министерството за внатрешни работи, потоа беше Министерството за здравство. Мислам дека беше исто така Агенцијата за спасување, пожарникарски единица, хеликоптерската единица, буквално сите системи беа. Црвениот крст исто така се алармираше. Така. Министерството за одбрана или потоа се вклучи? И Министерството за одбрана. Немам информација пошто кај нас најверојатно потоа се вклучија овде, да. Немам информација за тоа, мислам дека сите системи беа вклучени во спасување на повредените од Кочани. Еден многу битен момент, докторе, кога, кому, нели, и како му текна на кого
буквално да се направи трансфер на повредените, што се покажа можеби како клучно за спасување на нивните животи. Кога почна наплив на пациенти, ние во постојана комуникација, значи кога завршивме со трансферот на пациенти од Кочани од Штип, кога веќе првиот бран го примивме, Владата на Република Македонија во координација со Министерството за здравство, кризните штабови кои што беа во Министерството за здравство во клиниката кај нас, донесовме одлука да пациентите не можеме да ги згрижиме кај нас, затоа што се работи некаде за 180 пациенти и ниедна земја во светот не може да згрижи толкав број на пациенти со овој тип на повреди. Повреди на кожата со изгореници од 2 и 3 степен и повреди на дишните патишта и белодробието. Така. А кога се случи тоа? Нели го вклучивте тој систем на ЕУ за цивилна заштита, беше ERCC, односно EU Rescue и Crisis, нели? Европскиот систем за цивилна заштита. Така. Веднаш се вклучи? Одма го вклучивме околу 10 часот и нешто. Разговаравме со од влада, директно контакт имавме со министерот за надворешни работи, кој што направи првите згрижени пациенти беа во соседните држави, во Грчка, Србија и Бугарија. Они пратија своји возила, дел од нив пративме наши возила за транспорт на најтешките болни. И тоа беше големо олеснување за нас, затоа што се отвори простор да ги примаме другите пациенти кои што имаат помалце повреди, значи не се многу загрозени. Така да системот го уклучивме некаде околу 10,5 во координација со Европска унија и Брисел. Кај нас имаме координатор, кај нас Валентина, која што помогна да се уклучи целиот систем и така почна да партиципираат земјите од Европска унија, секоја земја за секоја болница по 2 до 3 пациенти, затоа што ќе повторам, не постои можност вакви пациенти да се згрижат во една установа, него различните земји во различни болници ги прима по 2 до 3 пациенти. И во Србија, во Белград се примени поголем број на пациенти, но тие се распределени на повеќе оддели за да може да им се даде медицинска нега која што е потребна за нив. И тоа се посебни услови. Так. Токму романскиот министер кој што бил тогаш министер за времена имаше слична во Букурешт трагедија со уште поголем број загинати на ЧСД-а. Тој во текот на денот, значи вие веќе сте го активирали, тој апелираше да не ја направиме истата грешка која што ја направила Романија. Романија имаше потоа многу повеќе луѓе, 80 или 100 починаа после тие 60 луѓе заради тоа што не побараа помош од Европската унија, односно не го вклучија системот. Тој алармираше, ама вие веќе сте го вклучиле бидејќи тој околу 2 или 3 часот попладне алармираше, замоли да го вклучите, значи вие веќе сте реагирали и резултатот се виде бидејќи тие, како што кажа и самиот тој, најголемите смртни последици ги има после затоа што сама Романија, што е Романија земјиште или во однос на нас, не успеала да се справи со последиците, а не побарала помош на време. Овие повреди, овие пациенти бараат исклучително специјални услови за лекување. Так. И да го имавме центарот за изгореници, кој што мислам дека 2013 се не ме фаќајте за збор кога е отворен и затворен, не функционира, повеќе од 4 пациенти немаше да можеме да ги згрижиме. А ние веќе имавме околу 150 пациенти кои што беа со сериозни изгореници од 2 и 3 степен. А да не повторам дека таквите пациенти исто така имаа вдишано и топол воздух и беа интоксицирани од одредени гасови кои што се ослободиле при горењето. Немаше да можеме да помогнеме и да ги спасиме тие луѓе. Но реагиравме како што реагиравме, иако постоеше дилема како ние го ставивме пациентот на прво место. Владата на Република Македонија за прв пат можеби вака реагираше да се вклучи во вакви трагедии, пошто ја во моето долгогодишно лекарско искуство сме имале одредени случаеви каде што сме биле оставени сами на себе, но
сега имавме голема помош од владата на Република Македонија и голема благодарност до министерот за надворешни работи кој што верувајте сите тие денови беше онлайн со нас вклучен и секаде каде што имавме проблем за било кој авион, ако каснеше или хеликоптер или имаше друг некој проблем, каде што не можевме ние да ги средиме и да ги испегламе работите, директно се јавуваше по амбасадите и успеавме во ова трагедија да 115 пациенти ги префрлиме од нашиот здравствен систем во Европската унија, по различни болници, во различни земји, за многу кратко време. Досега, мислам дека ние на земја нема направено ваков брз трансфер на пациенти со вакви повреди и ваква тежина на пациентите. Спомнавте од соседите, први реагира Србија, Бугарија и Грција, така? Да. Така. Бугарија реагираше, Грција реагираше прва, да. Бугарија и Србија. Во неколку минути разлика, значи истовремено соседите ни помогнаа многу. Најтешките пациенти ги примија и тоа беше многу битно за нас, затоа што условите кои што им ги пружија и ги распределија во нивните болници, еве до овој момент немаме ниту еден починат, се надевам дека ќе остане така, барем тие пациенти кои што деца, пациенти кои што настрадаат од трагедијата во Кочани, една од најголемите трагедии, мислам, во Балканот или не знам, да останат сите живи и здрави да ги вратиме дома. Искрено го спомнавте, нели, Центарот за изгореници, искрено зошто тој не функционира веќе? Кои се вашите информации? Кажавте да отприлика 2013-та, но зошто не работи овој центар? Центарот мислам дека е во градска општа болница, имала некоја хаварија во пределот каде што е нели одделот за Центарот за изгореници, од тогаш не е санирано, тој затоа и затворен. Така. Нема ниту опрема, ниту кадар таму, значи. Нема, не. Ништо воопшто не функционира. Така. Како што зборувавте за тимовите кои што дојдоа први, ги спомнавте амбасадите, дали токму амбасадите на Србија, Грција и Бугарија беа првите што се вклучија или имаше други странски амбасади, но бидејќи се подалеку не можеа веднаш да реагираат? Ние имавме два типа на трансфери на пациенти. Едни беа преку системот за цивилна заштита на Европска унија и преку Медвак системот, каде што ние како Македонија партиципираме во тој систем, со тоа што тоа ни овозможува да било каква непогода, катастрофа, трагедија, можеме да го вклучиме тој систем и да побараме помош од нели Европската унија и земјите кои што се во можност да помогнат. А другата помош ја добивме преку билатералните односи, нели, јавувањата на нашата земја со Грција, Србија, Романија, но сите тие пациенти на крајот ние ги вметнавме во системот за да биде секако што треба. Така. Ја спомнавте владата и незината улога. На кој начин помагаше владата? Со координацијата директна, со овозможувањето на условите или сите работи заедно? Координацијата беше од владата. Да. Присутни кај нас во кризниот штаб беа двајца представници од владата кои што ја координираат целата работа и благодарение на тие двајца мислам дека секоја една точка и запирка која што ни сметаше во евакуација на нашите сограѓани и пациенти, немавме никаков проблем. Секоја меѓу институционална проблематика која што се јавуваше во текот на ова, се одеше преку нив, така да од голема помош ни беше овие луѓе кои што беа пратени од владата на Република Македонија. Министерството за здравство имаше кризен штаб, учествувате вие во него и функционираше и тој како што треба. Министерот за здравство лично формиран кризен штаб од сите институции кои што беа засегнати, клиниките кои што ги водеа
пациентите и под водство на министерот за здравство тече се секако што треба. Координацијата и размената на информации постојано 24 часовно. Кога ви зборувале за вработени од Министерството за здравство, општо во здравствениот систем, тоа се стотици луѓе кои што беа вклучени во целата работа? Може да зборуваме за некои бројки или колку луѓе беа вклучени? Да. Па целиот здравствен систем се вклучи, цела Македонија. Буквално ние имавме помош од сите здравствени работници, цела администрација. Значи изреагираа на висина на задачата Да. си. Да. Затоа ги имаме Па овие резултатот Да. се надевам дека ќе биде како што е до сега. Така. Докторе, каков е психолошкиот фактор врз оние здравствени работници, особено оние откочани кои што учествуваа во спасувањето, но и не само врз нив, но гумина кои што беа, како што кажавте, целиот здравствен систем вклучени, видоа работи кои што ги видоа, како ова ќе влие понатаму, се работили на последиците, оној посттрауматски стрес кој што дефинитивно ќе фати многумина од нив, ќе опфати. Оваа тема е доста осетлива за здравствените работници. Ние сме здравствени работници, но многу не сакаме да дискутираме на оваа тема, но голема ќе има трага врз сите здравствени работници, најмногу на кочанските здравствени работници и Штип, кои што први беа на удар на оваа трагедија, исто така и кај нас. Но се надевам дека времето нема да може да помогне во оваа работа. Ова ќе остане една меморија која што можеби ќе се пренесува и генетски натака. Така да ќе има потреба најверојатно од психолошки некои да се помогне на здравствениот персонал. Но мислам дека најголемиот лек ќе биде ако сите овие пациенти кои што ги пративме на лекување ни се вратат сите дома, па тоа малце можеби ќе помогне дека нивната работа имала вродила со плод и спасила животи. И тоа ни е лекот на сите здравствени работници кои што без него не можеме. Ако го здравиме пациентот, тогаш се забораваме. Но сепак мислам дека оваа трагедија е една од најтешките, зашто имаме 59 и плюс 1 здравствен работник почина на лице место и ќе остане во меморијата на македонскиот народ. Се работи за превенција некаква, да речеме, вклучување на психолози и слично, и се планира веќе нешто? Вклучени се, во кризниот штаб, клиниката за психијатрија вклучена, Министерството за образование со своите психолози е вклучено. Мислам дека веќе формирани се тимови, вклучени се од Кочани, од Штип, дел од нашите медицински работници кои што се бават со оваа проблематика и се специјалисти по ова, веќе работат и ги сумираат начинот на кој што ќе треба да постапат во Кочани и Штип најповеќе, а потоа ќе видиме и во другиве здравствени болници. Мислам дека ќе има потреба од некое предавање или така, ама они ќе одлучат за таа работа. Ги спомнавме соседните земји кои што ни помогна и многу европски земји. Кои се вашите информации, дали кои се тие земји, колку имаме од пациентите, односно од повредените кај нив? Кои би ги истакнале од сите овие кои што ни помогнаа? Тука се и Шведска дури. Шведска се јави, да. Холандија се јави, Чешка, Шпанија, Франција, Германија сега со Германија имав состанок со амбасадорката, еден состанок, они не партиципираа во текот на трансферот на пациенти, но сега партиципираат во рехабилитацијата, напредните медицински методи за доизлекување на компликации ако веќе имаме кај некои пациенти. Буквално целата Европска Унија ни помогна во целава работа. Вие како кризен штаб продолжувате да функционирате така? Продолжуваме, секој ден имаме работни состаноци. Министерството за здравство секој ден ја информира македонската јавност до кај сме со пациентите. Веќе почна да се враќаат пациенти од
вчера ни беше вратен првиот пациент од Србија, од Белград. Го примивме, го задржавме според протоколот еден ден кај нас да колегите од токсикологија направат токсиколошки анализи, исто така анестезиолозите да проценат да направат. Потоа имавме од клиниката за пулмологија они да направат испитувања, така да некаде околу 24 часа секој пациент кој што ќе се враќа од лекувањето во странство према медицинската документација ќе биде згрижен во дел од нашите клиники таму кај што треба и после тоа ќе процениме ние дали ќе го продолжиме лекувањето или пак ќе биде пуштен на домашно лекување. Како кризен штаб, до кога ќе функционират? Има план или тоа е независно од трагедијата, ќе си продолжите? Додека не го вратиме последниот пациент дома. Так. Тоа ќе биде функционираме секој ден. Так. Да. Но продолжувате потоа и како, нели, за не дај Боже понатаму Тој е веќе формиран, кризниот так. штаб си е формиран. Ви кажав дека од вежбата која што е направена, тогаш ги ставивме темелите на нели врските помеѓу системите. Так. Генерално кризниот штаб знаеме кои се луѓето, во зависност од која клиника е засегната и кој тип на повреди се, они ја водат целата работа, но целиот здравствен систем секогаш е мобилизиран за вакви несреќи. Едно е теорија, другото е праксата. Еве имавте шанса да видите и од вежбовната активност, но еве за жал се случи тоа што се случи со трагедијата, но успеавте благодарение на тоа што имавте претходно вежбовни активности да бидете поуиграни и сено. Утврдивте ли слаби точки на оваа еве вежбата е едно, друго е праксата, каде всушност се најголемите проблеми при вршењето на работата, при спасувањето на животите, еве токму при една ваква трагедија? Дали утврдивте и такви досега или прерано е за таква нешто, точки? Кога ја правевме вежбата, најдовме повеќе недостатоци и нефункционалност, некоординираност, но за трагедијата бевме една. Така да немам никаква замерка. Ке имаме уште многу теми за отворање. Со нас е доктор Меджановски, ќе зборуваме за она што се случуваше, што се случува, кои се плановите за во иднина. Одиме со кусиот блок реклами. Бидете со нас. Се враќаме во за или против. Мој гостин е доктор Игор Меджановски од кризниот штаб, инаку директор на клиниката за травматологија. Докторе, зборувавме за она што се случуваше околу трагедијата. Еве да продолжиме на таа тема. Зборуваме еве за пациентите кои што има огромен број, над 100 нели кои што се во другите земји, тие се таму, но еве како ќе оди натаму работата и дали ќе го платиме тој нивен престој, таму бараат ли земјите воопшто кои што ги примија, покажа огромна хуморност, но ќе бараат ли да се плати за тоа што го направија? Информацијата дали ќе се плаќа или не за овие пациенти, ја дискутиравме и на состанокот, сепак ние сме држава со одредени нели финансиски средства за ова, но сепак кога се работи за животот на пациентите, дека нема цена. Нема да се плати ништо, тоа е информацијата која што ја знам за скоро сите земји во кои што се наоѓа нашите пациенти, поради тоа што системот за цивилна заштита нуди таква опција да ги згрижат пациентите со нивни авиони, нивни хеликоптери, да ги транспортираат, да ги лекуваат до моментот на нивното враќање. Од моментот на нивното враќање, значи тогаш ние треба да врз основа на протоколот кој што го имаме од Министерството за здравство. Значи имаме протокол. Имаме протокол, да. Ви кажувам дека сите работи ги имавме ги направивме во текот на таа вежба и протокол имаме кој што кажува дека 72 часа пред да го пратат пациентот треба да ни пратат медицинска документација. На основ на таа медицинска документација ние ќе процениме исто така
во консултација со докторите кои што го лекуваат пациентот, дали ќе може да биде и на каков начин ќе биде транспортиран. Ако евентуално постои можност да биде транспортиран или со комерцијален авион или со возило, тогаш тоа ќе си го организираме ние како држава. Ако евентуално треба да се донесе пациентот во лежечка и со присуство на лекарски тим и да лекувањето продолжи кај нас, ако ние од таа медицинска документација видиме дека можеме да ги лекуваме овие пациенти кај нас и ги прифатиме, тогаш системот за цивилна заштита на Европска Унија, значи преку Брисел, ќе ни обезбеди транспорт, исто како што ни обезбеди транспорт за трансфер на пациентите во странските земји за лекување. Значи остануваат и тие да помагаат во целиот процес. Да. Системот е се уште отклучен и ги чекаме насоките, ги чекаме повратните информации од болниците каде што се лекуваат нашите пациенти и врз основа на медицинската документација ќе одлучиме како ќе биде враќањето на пациентите назад и на нашите македонци. Последните информации кои што ги презентираше денеска министерот беа дека имаме уште 4 критични случаи на пациенти во странство. Останува таа бројка? Мислам дека да. Бројките подобро ги знае министерот и остануваме дека има 4, значи покритични пациенти и се надеваме дека и тие ќе го преминат прагот на критичност и ќе бидат добри. Имате информации во кои земји се тие или? Имам информации, но еве во странските земји, нека остане сега да не... Да, сепак и заради семејствата. Докторе, дали владата го обезбеди сместувањето и на семејствата и на луѓето што беа со нив? Какви се вашите информации? Информациите кои што ги добивме не беа во наш домен, но кои што нели ги слушнавме и од медиумите и од дел од фамилиите кои што контактираа со нас лекарите, е дека истиот ден ако се префрли пациентот во одредена земја, дека следниот ден им е обезбедена карта и сместување на дел од фамилијата таму кај што престојуваат и мислам дека многу брзо тоа го направија од владата на Република Македонија и го ублажија на самата болка во фамилијата од така кога има кој да ви кои што беа повредени, одма ги однесува таму блиску до болниците каде што се лекуваат. Така. Дали беше вклучен фондот за здравствено во целата приказка? Дали беше активиран во Фондот за здравство беше во кризниот штаб. Да. Директорот беше Клековски и другиот директор Бранко беа постојано и уште се во кризниот штаб и беа дел од главните координатори на целата работа, затоа што сепак Фондот за здравство дел од некои работи кај што треба да се подпишуваат документи и експресно ги завршија работите за трансферот. Како лекар, значи како задоволен сте од нивната реакција во моментот, од искуството што го имате од претходни за прв пат ваква реакција имавме сега. Не е убаво да кажувам дека во Макама мислам дека добро искоординирани и со Фондот за здравство бев. Така. Имаше ли, докторе, доволно болнички возила за транспорт? Како се снаоѓавме на ова поле? Дали бевме саглам кој што вика народот или сепак имаше имаме недостиг? Имаме доволно болнички возила и дел од тие болнички возила приватните болници ни помогна за дел од потешките болни да ги трансферираме во соседните земји. Мислам дека на оваа тема веќе разговаравме во кризниот штаб заедно со министерот Арбен Таравари, дека подхитно треба да се обнови возниот парк и да се купат возила кои што ќе бидат со фул сапорт за трансфер на болни. Така да мислам дека во следниот период владата на Република Македонија, Министерството за здравство, дека во најкраток можен рок ќе обезбеди возила
кои што ќе можат да трансферираат пациенти кои што ќе имаат посебни медицински потреби. Се утврдија ли и други недоследности во однос на опремата, нешто што треба да се набави, да се докупи во однос на токму трагедијата, потекнали и вакви прашања се тоа? Поголемото прашање кое што го дискутиравме измеѓу трансфер од лекувањето, комуникацијата со фамилиите се, дека треба медицинскиот кадар да се зголеми во одредени болници. Веќе има проект Министерството за здравство и владата на Република Македонија со овие околу 300-600 вработувања кои што планира да ги направи, затоа што ние во целокупниот здравствен систем во нашата земја имаме некаде дупка од 10 до 15 години каде што ништо не е вработено, ништо не е специализирано, не се дадени, не е работено плански, така да одредени болници имаат кадар, други болници немаат кадар, така да се наоѓаме во многу лоша состојба кога се збори за болниците кои што се во внатрешноста, тие кубурат со среден медицински персонал, сестри и доктори. Значи комплетно треба да се направи реорганизација на одредени болници во внатрешноста. Значи потикне прашање буквално за санирање на овој сектор што е живо, значи, но и внатрешноста е факт, сите го зборуваат тоа дека се работи, мислам дека работат на вработување и да се пополни тој гап кој што го има здравствениот систем, но сега можеби ова ќе биде некој себе на дополнителен адитив за да побрзо се завршат овие работи. Ги спомнавте приватните болници кои што дале дел од своите возила, но реално и тие се понудија дел од нив да помогнат, партиципира, помогнаа како што треба, задоволни. Да, задоволни сме. Колку што може да партиципира. Жан Митрев болницата партиципираше, тамо со една колешка исто така имавме одлична соработка. Разменувавме информации. Исто Систина Аджибадем исто така помагаше и со возила, изгрижи неколку пациенти кај нив, така да ги отворија вратите и приватните болници. Задоволни сте, значи, од приватниот сектор во однос на реакцијата? Да. Докторе, дали на дел од пациентите се извршија за оние што се дома оперативни зафати? Дали имаше и такви интервенции? На клиниката за травматологија беше донесен пациент со скршеница на подколеница, кој што беше опериран, згрижен. Исто така имаше еден пациент на тораковаскуларна хирургија кој што имаше одредена повреда на подколеницата, каде што беше повреден и нервот. Исто така се направи лекување на тој пациент. Клиниката за пластична хирургија направи во неколку наврати трансплантации на кожа заедно со тимовите од Израел кои што беа дојдени за помош. Исто така болницата, градската општа болница направи неколку трансплантации на кожа, успешни трансплантации на кожа. Се надевам дека ќе останат успешни тие, пошто тие трансплантации се сепак во зависност од инфекции и други работи може да бидат и неуспешни, ама за сега имам информација дека сите пациенти се во ред. Така да направивме оперативно лекување, ги згриживме пациентите, но сепак ќе кажам дека капацитетот на секоја земја, од типот на Шпанија, Германија или било која голема земја, не може да згрижи голем број на пациенти, поготово бројка над 150 пациенти кои што се со изгореници од втори или трет степен. Дел од пациентите пративме во други земји. Ги спомнавте израелците со својот тим кои пратија своји доктори тука да помогнат. Кои други земји се пратија своји тимови за да помогнат директно во Македонија? Од Србија ни дојде тим. Да. Од Израел, од Белгија ни дојде тим. Ако не се лажам, од Обединетото кралство ни дојдоа две докторки. Не беа од тимот за лекување, него да направат увид и да пренесат искуство. Така да голема благодарност
тимовите дојдоа и заедно рамо до рамо со нашите хирурзи од пластична хирургија си ја завршија работата како што треба. Така. Имаше една информација која што помина бегло, но дали координаторот за цивилна заштита на Европската унија беше овде во Македонија? Ја бев изненаден, представник од координацијата беше дојден, тој беше шпанец. Истиот ден имавме ние авион за Шпанија. Шпанија партиципираше со 4 пациенти, но без транспорт. Па обезбедивме транспорт преку Норвешка и координаторот кој што беше дојден за цивилна заштита од Европска унија од Брисел директно беше дојден, ја координираше целата акција, помина одлично, околу 7 пациенти тогаш ги трансфериравме и за дел ги мислам дека во Чешка ги оставија, се не ме фаќајте за збор, пошто многу информации имам во врска со пациентите, ама шпанскиот амбасадор беше присутен на аеродромот, голема благодарност до него. Исто така можам да ја пофалам и амбасадорката од Шведска, која што навистина беше уклучена 24 часа додека не ги трансфериравме пациентите во 2 наврати. Кога би оцениле моменталната состојба, барем на оние што се во Македонија, како ја оценувате и какви се информациите? Ги спомнавме оние 4 критични случаи. Што да очекуваме следниве денови, дали ќе има враќања, колку, дали имате такви информации? Па за денес мислам дека има некои враќања на пациенти. Во текот на оваа недела треба од 5 до 7, како што кажа министерот за здравство, и така, значи, репартиципација на пациентите ќе биде некаде 5 до 7 пациенти дневно, за да можеме, нели, да ги вратиме во нашиот систем, за да им дадеме, нели, вистинска здравствено лекување и во координација со странските болници и протоколот кој што го имаме направено, во договор со нив, пациентите ќе бидат задржани толку колку што е потребно да бидат вратени во нормални некои параметри кои што ние ќе можеме да продолжиме да ги лекуваме кај нас. Целосното лекување сепак на особено оние што се потешко повредените ќе трае долго време. Имате ли информации колку може да трае целата оваа нивна голгота лечење? Право да ви кажам, тоа не може никој да ви го каже, но ќе треба време за лекување. Така. Повеќе време. Имате информации што еве за крај да очекуваме во следниот период, како и од државата во односи на целиот случај? Можам да кажам дека ние лекарите сме на првиот браник за било што и да треба за оваа држава за лекување на пациентите. Да кажам дека не сме застанале со лекување на пациентите кои што им треба итно медицинско лекување, оперативно лекување, сите тие кои што имаат одредени проблеми, можеби намаливме малце, оставивме простор од неколку дена, но сепак продолжуваме со работа, затоа што кодексот и заклетвата ни е таа. И лично и како кризен штаб останувате отворени целосно и за повредените и за нивните семејства. Да. Така. Ви благодарам што бевте мој гост. Благодарам и на вас за можноста да ги запознаеме граѓаните на Република Македонија поблиску и посакувам на сите добро здравје и се надевам дека сите пациенти ќе си ги вратиме дома. Живи и здрави. Ви благодарам вам, ви посакувам успешна работа и дај Боже сите да ни се вратат во Македонија. Ви благодарам и беше чест. Благодарам и вам што бевте со нас, да сте ни живи и здрави, имајќи преди се што се случува околу нас, чувајте се многу.